американскиот сон видовме преку ноќ како се претвори во кошмар. Во Лос Анџелес, во некој градчиње, околу него Пацифик, Палисайдс, Малибу и уште неколку. Некои од нив по 50-60 илјади жители се буквално спржени до земја. Мислиш, се остварило сценариото библиско за Содома и Гомора. Ова видео не е ликување, не е фаќање сеир, сочувство до американскиот народ, до несреќата што ги снајде. Навистина ваков пожар не се памети, не знам дали воопшто во историјата на американските држави. До сега преку 15.000 до темел запалени домови, згради, училишта, цркви, преку 15.000, околу 200.000 луѓе се евакуирани. Навистина една апокалиптичка слика што ја следиме четврти ден и која што трагедија и пожар не покажува знаци на намалување. Од таа причина сакам да кажам дека навистина не дај Боже никому да се деси таква трагедија. Значи луѓето буквално изгубиле се што печалеле у животот, а куриозитет е што овој пат таа елементарна непогода удри токму на оние делови на Лос Анџелес кај што живеа практично најбогатите од индустријата за забава, тоест Холивуд и неговата околина. Горат домови кои што најефтин од нив е, што знам, 2-3 милиони евра, повеќето се преку 6 или 10 милиони евра. Осигурителните куќи веднаш се оградија, им велат, ние не можеме све да платиме, затоа што цената се проценува до сега на пожарот дека е преку 50 милиарди долари и нормално осигурителниве куќи лоповаа на сегде, одма сакаа да се оградат, не можеме ние све да платиме, но верувам дека државата ќе им излезе во пресред, затоа што се работи за делови од Лос Анџелес кај што живеат најбогатите и највлијателните луѓе во Америка, едни од најбогатите, едни од највлијателните, па затоа мислам државата ќе излезе со субвенции на осигурителните куќи да се ревитализира, да се стават на нозе сите оние кои што ги загубиле или се што печалеле во животот, или богат на богат очи не вади. Не, се шала малци, ако не е за шала, но кога се нашли, сега ми текна случајот што беше ураганот Катрина 2004, не знам која година беше тоа, кај што тој пат удри во оние најсиромашните, најзагрозените предградија и гета на кој град беше тоа, Каролина, кајмав на Нью Орлеанс, мислам. Нью Орлеанс, не ме држете за збор. И тогаш навистина државата покажа многу слаби точки, многу сиромашни за трајно останаа без своите домови, мора да се иселат. Затоа го зборувам овој аспект дека овој пат мислам дека државата ќе им излезе во пресет на богатите, како што беше случај во која почна оваа големата економска рецесија 2008 година. Кога државата тогаш не дозволи да пропаднат одредени банки и такви осигурителни компании, што ја знам што, а треба сите да пропаднат. Но навистина е тешко да се рече колку ти можеш сега на 80 години, затоа што многу луѓе на 70-80 години, познати глумци, продуценти, режисери, луѓе од шоу бизнисот ги загубија домовите, мислам, каде он допрва сега, мислам, на стари години, место да чека да умре од домот кај што живеел 50 години, тој сега треба да се сели, да го вуцара тамо, па не знам каде, или сам да се вуцара, па док добие нели тоа обештетување, ако добија, па док направи нова, мислам, нова куќа. Интересно е тоа што
на вистина американците тоа го велат, опожарените подрачја на вистина изгледаат како да мавнала атомска бомба. Тоа е на вистина морничав призор да се гледа како горат куќи до темел, мислам, куќи праени од, не знам, од армиран бетон, тоа просто неверојатно како се рушат како карти. Но не се покажа колку е вистините онаа кој ќе кажеле некој аби изгоре до темел. Вистина може да изгори до темел. Имаше една глумица многу позната, само не можев да ја видам затоа што кадрот е полуаматерски, тотал направен. Чекај ми звони некој. Затоа што имаше една глумица, затоа што не можев да ја видам која е многу позната. 2-3 ми се вртат у глава, пошто кадрот е тотал, не можев да видам убаво. Која рече една интересна работа, вика Холивуд, Пацифик Палисайдс и Малибу, вика Лос Анджелес, подсеќа, вика, на Газа. Многу интересна споредба. Втора работа. Актерот Джеймс Вудс имаше едно обраќање преку мреживе до медиумиве, овие мейнстрим американски, и он е еден од опожарените, човек што останал без дом, човек на 78 години, го знаете кој глумец е, еден одличен холивудски глумец. Нормално плача, го загубил домата, го реновирал пред 3 години, пред 3 години почнал да го реновира, пред 3 месеци се вселиле, ден предходно со фамилијава, со внуциве биле на базенот, си седеле тука, следниот ден вика више немаш ништо. И почна да плаче кога рече дека неговата внука, која што е 9 години, кога успеале у последен момент да се евакуираат, му дала пиги бенк, она касица прасици, му рекла, еве ти тато, јас ја земав, еве ти дедо, ја успеав да ја земам од соба мојата касица прасица, еве ти пари да ја реновираш куќата, и тука почна да плаче. И плачеше у неколку наврати. Но интересно е да се каже дека истиот тој Джеймс Вудс пред само 2, 3, 4 месеци имаше 2 грозоморни поста на, појма немам на ова како се викаше, Маск што ја купила, ова X, порано како се викаше тоа, се не ми текна ништо од Сабајле. Имаше 2 поста. На едниот пост, вика, напиша нешто у стил за израелците за војна во Израел-Газа, напиша нешто, нема милост, одете до крај, и доле стајало онакво, како и тоа, не знам како се викаше, леле, више, човече, бил ми треба. Она со тараба што се прави доле, како со плави букви, под постот, и на него пишуеше Kill them all, или убите ги сите. Тоа беше едниот пост, крајно нечовечен против палестинците во Газа, и вториот беше баш фино што, вика, напишал баш фино Нетањаху што не ја послуша онаа наша будала Бајден и што тргна да ја чисти Газа до крај. Пазете, ова е напишано пред само 2 месеци. Сега што му се случува? Ке кажете коинциденција, ке кажете, пак ќе кажам, не ми е работава постов да се ситам, но од стварно тоа голема несреќа, таму има и луѓе кои што може честно си дошле до богатство и честно си заработиле и... Но од друга страна факт е дека сите знаеме кој стои за цела таа машинерија наречена Холивуд и за цел тој бизнис наречен entertainment industry. Овој пат ваква апокалипса, затоа е многу во Америка се прашуваат, не само јас не сум ни верник, се прашуваат дали ова поврзано со
wrath of God, што викаат американците, или гневот Господов. Тоа не може никој да го каже, но последниве денови гледам се повеќе такви прашања се поставуваат. Затоа што навистина има уште еден куриозитет, коинциденција, значи заменувањето на Бајден од председателската функција што треба да се случи сега, фактички завршува со еден ваков апокалиптичен пожар. Меѓу другото и куќата на неговиот син, Pacific Palisade, мислам, има или не знам каде беше у близина негде, каде не ме држете за збор. Стварно не знам, дури и таа е опожарена. Куќата на неговиот син. Така што човекот кој што не штедеше пари и средства со помош на Конгресот да дели, да продава оган и на израелците и на украинците, за да разгори такви уништувања како што се случува во Украина и во Газа и во на границата со Либан, во Бейрут, пак ми звонат, на западниот брег. Ете како да си ја донесе таа, како да си го внесе тој оган што го сееше, што го продаваше надвор, како да си го внесе преку својот куќен прак. И сега многу во Америка исто се прашуваат како сакате кажете, но тие поставуваат прашања затоа што луѓето се гневни, но да го постави тоа прашање. Како сега вика имавме толку милиарди да дадеме да разгориме, вика, војни по светот, а немаме, понекогаш ни фали, од икс причини, вика, немаме доволно вода да гасиме во Лос Анџелес, 6 жаришта, кај што букнаа големи пожари, фактички на 6 места има, што не може да ги локализираат, што се борат да ги локализираат. Навистина една трагична ситуација. Но од друга страна, американскиот народ нормално во такви околности покажува една невидена солидарност. Има приказни за одредени глумци, како да кажеме Шерон Стоун, глумици, ова, не знам уште кој беше, кај што буквално во тие пунктовите за кажи го, за хуманитарни средства што се за собирање, буквално ги донела сите ормари со облека што ги има, со скапи парчиња на предапорте, мода. Значи не им недостасува ова на американците солидарност. Но, пак е повторам, отворете книгата на Откровението, отворете го и Стариот Завет. Навистина се никев да ви читам тоа од Библија. Навистина ќе видите буквално како пресликани сценарија оно што го пише во Библијата. Ја не сакам Библијата да ја споредувам со некоја научна студија или научно дело, да не ме сватите погрешно. Ја не сум тука да изигрувам Facebook евангелист некој. Но буквално е интересно, буквално како да е пресликано сценариото за Содома и Гомора. Знаеме со децени какви скандали го тресат Холивуд. За одредени поединци, групи кои што правеле работи или биле обвинети или биле под сомнение дека на многу начини го кршеле моралниот кодекс
на Библијата, на Новиот Завет, а тоа е она морална книга од 10 Божји заповеди. Буквално, значи, ги кршеле сите. Океј, нека заврши ова моje излагање со желба пожарот многу брзо да престане во Лос Анџелес и неговата околина. Видите, и самото име Лос Анџелес, градот на ангелите, излезе дека тука се истори. Ај пак ќе кажам така, ќе се изразам кој вие телеевангелистиве, целиот гнев Господов, чудна работа, како глупи се споредбиве, но ајде. Стварно има многу коинциденции. Им посакувам на американците побрзо да закрепнат од оваа трагедија, пожарите да успеат да ги локализираат, повторно тамо најголеми херои се пожарникарите, исто како и кај нас, обично на пожарникарите ни текнува ако ќе поминат само низ некоја голгота, како што е оваа огнена бура што и се случува на Америка, како што беше случајот кај нас со пожарите, како завршат, како дојде есен зима, така пожарникарите се забораваат, нивните проблеми се забораваат, нивните нерешени прашања уврска со малите плати, немањето опрема, нивниот стандард, условите у кои што работат, веднаш се забораваат, нели, до следниот пожар. Слично е во Америка, затоа што неколку дена пред да се случи ова огнена бура во Лос Анџелес, градоначалничката на Лос Анџелес инаку скрати некои привилегии и права на тие fire департменти што се во или ова пожарни станици во Лос Анџелес, дури најави и затегање некој тамо, отпуштање од работа и така натаму, и неколку дена потоа и се случи ова, и сега и таа самата е под голем удар на новинарите. Неистин посакувам ова апокалипса што побрзо да запре, луѓето да се опорават од несреќата што ги снајде што подобро, старите тешко ќе се опорават затоа што немаат ни време кога, ама на помладите им останува да пробаат повторно да ги изградат тие заедници кои што навистина сега се срамнети со земја, буквално се срамнети со земја. Како да ја гледаш, баш како што кажа глумицата, како да ја гледаш Газа, тоа е истата слика, дури и бетер на некој места. Имате градови од 60.000 жители, градчиња кои што практично веќе не постојат. Дали има 20 објекти останато во нив здрави, што не успеала бурата да ги закачи. Имајте убав ден кај нас. За среќа не се спушти гневот Господов, туку падна снег, што за Скопје му дојде исто кој ќе падне снег. Тоа е исто све закрчено. Мраз се, ако стегне појако вишата мраз, па тоа ќе биде слалом по ова улициве. И нормално нас снегот не изненадува секоја година, камоли да не се деси, не де Боже, некој наков апокалиптичен пожар. Но да се надеваме дека денеска, иако е недела, дека службиве градски ќе се разбудат порано, па ќе нафрла тоа сол, барем коловозиве да ги расчиста, да не се дешаваат глупости, да не правиме уметничко лизгање со коливе и пируети по коловозот кој што се случува секоја година. Имајте убав ден, направете по еден снешко и уште еднаш големо сочувство до американскиот народ и желба за побрзо да се опорават.